Тоа е уште еден обид за спин од страна на ВМРО-ДПМН, кои што едноставно не сака да го продолжат европскиот пат на земјата, што е во позадина, дали се кријат влијанија на други држави, тоа допрва ќе го видиме во следниот период. Јасен е нашиот предлог. Во нашата предлог резолуција се содржани сите претходни документи и резолуции, вклучувајќи го и францускиот предлог, во кој што јасно кажуваме како се заштитени сите идентитетски одредници. Сега ги повторуваме, јасно кажуваме кои се нашите црвени линии, ги повикуваме сите политички партии да поднесеме таа резолуција заедно за да конечно обезбедиме и една форма на национален консензус, нешто што го има во сите нормални големи развиени држави. Јасно кажуваме кои се нашите црвени линии, јазикот, идентитетот, културата, историјата и за тоа ние не преговараме. И жалам што ВМРО-ДПМН повторно се обидува да спинува и да избегне државничка одговорност, едноставно сакаат државата да ја држат тука, каде што е заглавена, за да може тие да менаџираат во рамките на интересите на својата мала група челници на ВМРО-ДПМН и нивни фирми. Кога сме кај пораките кои што премиерот Мицкоски посочи дека се обидувате да најдете сламка за спас кај обвинителството, како и коментирате овие обвинувања. Вие вчера исто така имавте пресконференција за судството, меѓутоа конкретен коментар за оваа изјава на премиерот. Година и пол се власт, за некој месец, еве ќе поминат изборите, ова гужва ќе биде поминат половина од мандатот на оваа влада и тие не сработеа ништо. Ништо не направија од реформите кои што се напишани од страна на заедничкиот документ, кој што се вика реформска агенда заедно со Европската унија, што треба да се направи. И тоа е тоа што граѓаните го очекуваат вистински реформирано, вистински независно судство, надвор од политички влијанија, за да конечно се враќа довербата во еден од клучните сегменти во државата, тоа е правосудството. Не може премиерот да префрла одговорност. Одговорноста за неспроведување на реформите е ексклузивно кај него лично и во неговиот тим. Требаше да се донесат 12 закони годинава, не е донесен ниту еден, не е ниту поднесен во собранието. Се што сакаат е да го контролираат судството. Назначуваат своји роднини, своји пријатели, сопружници на градоначалници, на нивни коалицијски партнери, роднини, се со цел да имаат своји луѓе и да може да влијаат на судски процес. Ништо повеќе не сакаат од тоа. За жал, повторно партизирана држава како во нивниот претходен мандат до 2017 година. Кратко, уште едно прашање, веќе сме трет ден во кампањата, како го оценувате почетокот на кампањата? Исто така вчера премиерот повторно посочи дека граѓаните на овие локални избори ќе имаат можност да бираат помеѓу две опции, односно онака што предводи тој и вие ве стави во искош со Ахмети и со Левица. Добро, јас кажав вчера кои сметам дека се двете опции. Нашата прогресивна, проевропска, искрена опција за работа во корист на граѓаните. Нивната опција на ВМРО-ДПМН за партизација на институциите, за поставување партиски кадри, опција која што на младите им кажува доволно е да имате членска книжка на ВМРО-ДПМН, при тоа може да имате и лажни дипломи за факултет и за странски јазик, ќе бидете поставени на позиција. Ете, тоа се двете опции и граѓаните тоа мора да го знаат и мислам дека се веќе свесни. Во однос на обвинувањата за ДУИ, па изминатите година и пол, ако некој соработуваше со ДУИ, тоа беше ВМРО-ДПМН во парламентот. Колку пати им поминаа закони за кои што беше потребно двотретинско мнозинство. Еве слушнавме изјави од страна на челници на ДУИ дека имало иницијативи за средби и соработка пред изборите. Тоа го кажа Бујар Османи. Се како нас не обвинуваат кога јасно кажуваме дека немаме никаква коалиција, ниту со ДУИ, ниту пак со Левица. И на ниво на градот, кога на советниците на ВМРО-ДПМН тоа им беше потребно, коалицира со Левица да го блокираат градот повторно. Така да мислам дека тие лаги сега не поминуваат повеќе. Моето прашање е промена во коалициите по изборите во однос на централната власт. Дали очекувате промена во коалициите по централната власт, дека дури од една страна вели дека се затоплуваат односи, од друга страна ВМРО ги демантира тие работи? Мислам дека е се можно кога е ВМРО-ДПМН во прашање, тие
не ги земаат сериозно работите кои ги ветуваат, така лесно ги кажуваат, тоа видовме и сега и изминатата година и сега сме сведоци дека огромен број од ветувањата и работите што ги кажале пред 4 години, таму кај што имаат сега градоначалници, едноставно не се исполнети. Мислам дека за нивниот тесен партиски и личен интерес се спремни се да направат. Дали очекувате поддршка од ДУИ и од Левица за некои одредени општини? Немаме таква соработка. Нашата политичка кампања ја водиме заедно со нашите коалицијски партнери во сегашната коалиција. Автентично, така како што сме. Ги нудиме најдобрите кандидати. Тоа се луѓе кои што може целосно да земат секаква одговорност, морална, лична, имаат капацитет, кредибилитет, легитимитет да излезат пред граѓаните, да ги остварат програмите кои што ќе ги ветат, и тоа е автентичната наша коалиција СДСМ и коалицијските партнери. Уште еден доказ дека премиерот и владата нема што да кажат, па се занимаваат со опозицијата. Немаат со кој проект да се пофалат, немаат да кажат нешто што е остварено. Еве, кажете еден проект кој што е завршен во Скопје во рамките на нивните градоначалници во било која општина. Еве што е завршено во аеродром. Еве барем една работа, не мора две. И кога немаат што да кажат, се занимаваат со опозицијата, со спинови, со некакви приказни, со подгревање на меѓунационални тензии, и тоа е таа приказна која што им помина лани. Го подгрева национализмот заедно со ДУИ, поради тоа што едноставно нема што да кажат. Жалам што после година и пол власт се е исто. Мислам дека граѓаните тоа ќе го препознаат и нема да бидат, и нема да дозволат повторно да бидат прелажени.